Колеги, ви благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Очигледно дека штом Социјалдемократскиот сојуз отвори уста, мора и да излаже. Откако вчера обелоденивме нов скандал, Социјалдемократскиот сојуз не обвини дека измислуваме. Но налагате се кратки нозете, а лаже само СДСМ во случаев, како и секогаш. Денеска ќе ви презентирам документи и факти со кои јасно се гледа дека владата на Бранко Црвенковски и Министерството за одбрана, предводено од Владо Бучковски, соработувало само со 3 градежни фирми на кои им префрлило 100 милиони денари. Во раката држам барања од Министерството за одбрана за изведување на градежни зафати и сите овие барања се идентични. Сите се доставени само до овие 3 фирми. За владата предводена од Бранко Црвенковски и Министерството предводено од Бучковски, како да не постоеле други градежни фирми. Во сите овие барања јасно се гледа дека станува збор за фирмите Вилградба, Иднина инженеринг и Криптон. Само тие и никој друг. Значи, ако СДСМ лаже, овие документи што ви ги покажав, не лажат. Тука нема измислици. Тоа се факти и документи. Фирмата Вилградба со седиште на улица Струшка е во собственост на Наде Арсовска. Фирмата Иднина инженеринг со седиште на улица Козле број 88 е на Делче Арсовски, инаку познат како собственик на луксузни возила, кој во времето на Црвенковски и Бучковски бил сива еминенција во тендерите и сделките. Што се однесува пак до фирмата Криптон, според нашите сознанија, станува збор за фирма на Павле Наков, близок роднина на Делче Арсовски. Она што е фрапантно е дека фирмите се во собственост на сопружници. Делче и Наде се маж и жена, а третата фирма е во собственост на нивни роднина. Дека станува збор за фирми на сопружници, говорат овие документи и според ова јасно се гледа дека Наде и Делче Арсовски се брачни другари. И што после ова ќе каже Социјалдемократскиот сојуз? Дали е ова непотизам од најголем вид? Дали овде има основи за криминал? Дали е ова неморално и скандалозно? Од овие договори, кои што сега ќе ви ги презентирам, од овие договори, повеќе од јасно е дека Министерството за одбрана во 2004 година соработувало само со градежните фирми на семејството Арсовски, блиски пријатели на врвот на Социјалдемократскиот сојуз, и како да не постоеле други градежни фирми во Република Македонија. И нормално, кога овие фирми ја имале оваа предност, договорите за изведба во владата на Бранко Црвенковски и Владо Бучковски ги исклучувало исклучиво само со нив. Повторуваме дека само во 2004 година во фирмите на фамилијата Арсовски преку Владо Бучковски влегле околу 100 милиони денари. 100 милиони денари пари на граѓаните. 100 милиони денари завртени од СДСМ на коруптивен и нетранспарентен начин. 100 милиони денари од Бранко Црвенковски и Владо Бучковски за семејството Арсовски. Ова, почитувани граѓани, се факти за кои СДСМ вчера не обвини дека измислуваме. Што ќе каже сега Социјалдемократскиот сојуз на ова? Згрозени од оваа скандалозна и крајно корумптивна афера на Црвенковски и Бучковски, јавно прашуваме: која била крајната дестинација на овие 100 милиони денари? Дали овие пари завршија за партиски цели на Социјалдемократскиот сојуз? Со какви други бизнис делки се поврзани овие фирми со врвот на Социјалдемократскиот сојуз? Колку од овие пари земаа Владо Бучковски и Бранко Црвенковски? Почитувани граѓани, оваа тешка афера е пример за тоа како работи Социјалдемократскиот сојуз. Како ги троши парите на граѓаните, како промовира непотизам и нелојална конкуренција
и како создава средства за финансирање на својата политичка партија. Бранко Црвенковски, Владо Бучковски, а и Социјалдемократскиот сојуз мора јавно да одговорат на овие прашања. После овие документи немаат простор за лажење, ама милиметар. Ние нема да се откажеме да изнесеме вистината на виделина, а институциите треба да се занимаваат со ова најнова афера од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Полете дали имате прашања во врска со ова или нешто друго? Јас ќе ви ги презентирам сега сите да ги имате, да ги снимите на камерите, а ако сакате детали, ви стојам на располагање за брифинг.